Министерот за образование Шакири не ги исполни ветувањата и обврските да обезбеди учебници за сите ученици на почетокот на школската година, но вината не ја гледа кај себе. Тој се правда дека постапките кои што доцнеле не зависеле од него и не можел да интервенира секаде. И покрај неговото ветување дека до септември учебници ќе има, третоделенците ја започнаа учебната година без ниту еден учебник, а наставен материјал недостасуваше и за шестоделенците. Тој одговорноста ја префрла на Бирото за развој на образованието, како и на оние кои приговарале за содржината на учебниците. Сите учебници што се одобрени на максимум во текот на се работи за денови се веднаш од страна на педагошка служба издадени со договор за печатење на тие учебници. Одговорност заради тоа што одреден учебник има жалбени постапки кои не зависат од министерот, има жалбени постапки од страната на авторите, има жалбени постапки во постапката. Јас тие од тоа што сами и вие го уверивте дека тоа што го кажав дека другиот септември ќе биде многу поразличен од претходниот септември. За проблемот кој се провлекува трета година поред, Шакири вели дека од денеска започнала доставата на учебници за шесто оделение. Очекувал до крајот на неделата сите учебници да се достават, а доколку се јавило потреба ќе побрал од економскиот оператор доставата да продолжи за викенд. Денеска во дел од училиштата има достава на учебници од шесто оделение, која ќе продолжи тековно утре, задутре и до крајот на неделата очекувам сите учебници да се достават, но во зависност од тоа ќе побарам од економскиот оператор да има и во сабота, ако треба и во недела достава, за да се заврши сите одобрени учебници да се достават кај учениците. Додека за средношколците пак кои користат парталави и уништени учебници што поминале низ рацете на 13 генерации пред нив, Шакири тврди дека 80% од учебните материјали за гимназиско и стручно образование веќе биле доставени.